Поздрав, почитувани гледачи. Ова е јулското издание на Конец, емисија од областа на текстилот. Овој период, текстилниот кластер вообичаено се подготвуваше за учество на меѓународни саеми за производство на облека. Каква е ситуацијата сега со оглед на сите промени кои ги предизвика пандемијата? Деталите ги открива извршниот директор на текстилниот кластер Наташа Сивевска. Да не должиме многу, почнуваме. Точно, во овој период текстилниот кластер заедно со своите членки минатата година имаше интензивни подготовки за учество на неколку саеми кои што се случија во септември и ноември минатата година. Така да еве овој период таа активност за жал ќе биде тешко да се реализира. Некои од саемите веќе ги откажа своите активности. Има саеми каде што, например, саемот во Минхен, кој што сепак ќе се одржи, но тоа се со строги мерки, со закуп на големи површини штандови заради воспоставување на она бара на дистанца, така да беше на некој начин тешко сето тоа да се изреализира. Уште поголема тешкотија представува и неможноста на нашата земја да излегува односно да влегува во земјите во Европска унија и на тој начин се таа можност да компаниите директно стапат во контакт со купувачи и брендови од Западна Европа се оневозможи. Сето тоа малце ќе предизвика проблеми секако во понатамошните активности на компаниите, бидејќи моментално како што стои ситуацијата, количините кои што ги имаат за производство се преполовени од постоечките брендови, така да секако важен сегмент е и барањето на нови купувачи. Ние имавме и активност, реализиравме една средба, онлайн средба со Асоцијација од Германија и незините членки, со поддршка на СИПО. Тука беа вклучени и останатите балкански текстилни асоцијации. Она што Германија го кажа во поглед на понатамошни комуникации со клиентите е дека и тие очекуваат средбите во прво време да се реализираат онлайн со така наречени виртуелни соби за B2B настани. Меѓутоа, од друга страна, пак тие бараат и укажуваат на тоа дека на нив им е важно, поготово кога се работи за нови производители, да стапат во контакт и да извршат посета на производствениот капацитет, а поради неможноста што оваа пандемија ја предизвика, тука сега ќе биде многу важно да компаниите наместо да речеме да стават акцент на подготовка за учество на стаеми, да стават акцент на подготовка на некои виртуелни презентации кои што би ги правеле пред потенцијалните купувачи. Какви алтернативи постојат за компаниите за комуникација со постоечките, но и со нови потенцијални купувачи и како во таа насока сме позиционирани во однос на другите земји во регионот? Токму и тоа сега накратко и го опфати во претходната дискусија, значи важно е да компаниите се подготват виртуелно да се презентираат пред купувачите. Тоа го бараат самите купувачи, така да виртуелната презентација и подготовка на видеоматеријали од производствените капацитети, од начинот на шиење, од луѓето и нивниот ангажман ќе биде многу важен за купувачите. Во однос на останатите земји во регионот, со самото тоа што, да речеме, првите наши конкуренти, кои што се Бугарија и Романија, кои што се во Европска унија, кај нив тој проблем ќе биде помалку изразен, бидејќи самите тие ќе можат да патуваат, односно купувачите да можат да патуваат во нивните земји за да ги видат капацитетите. Иако во нашата комуникација со
нашата партнерска организација, текстилната и браншова организација од Кюстендил. Тие велат дека и кај нив се јавуваат потешкоти, не доаѓаат купувачите. Ние дури заеднички имавме во склоп на еден пограничен проект, имавме една активност каде што требаше 15 странски брендови да дојдат во Бугарија и таму сите заедно со компаниите од Македонија да организираме една голема B2B средба на која што требаше да се, очекувавме да се склучат и добри договори, но пандемијата предизвика и таа активност да мора да е одложиме за во некој подобар период и да во договор со партнерот се концентрираме на изработка на тие што ги спомнав видеоматеријали за подобро презентирање пред купувачите. Носи минува настанатата ситуација потреба од воведување на нови стандарди и како истите ќе влијаат на релациите производители-купувачи? Па тука во овој дел, кога станува збор за нови стандарди, би ги спомнала за јакнатите активности во делот на здравје и заштита на вработените. Тука имаме, значи, ние во склоп на овие што се постоечките социјални стандарди, најголем дел од стандардот го опфаќа токму овој дел на делот на здравје и заштита на работените. Меѓутоа со пандемијата се сменија сите тие барања и критериуми и за поведување, односно за почитување на оние социјална дистанца, носење маски, хигиена, така да и сходно на тоа одредени сертификациони куќи, како на пример TÜV Nord, веќе излегува со стандард кој што е точно дефиниран во таа област, во здравје и заштита на вработените од пандемија. И тука, значи, се покрај регуларните овие барања на овој стандард кој што кај нас компаниите секако испоред македонското законодавство го почитуваат. Има дополнителни, значи, овие политики кои што ќе се и процедури кои што ќе се воведуваат заради заштита на работниците конкретно од овој вирус и од пандемијата. Кај нас во фабриките според уште на почетокот на пандемијата, значи компаниите беа доста активни во обезбедувањето на потребните услови за работниците за да се прилагодат на барањата и мерките кои што беа поставени, така да воведување на еден таков стандард не би представувало потешкотија, бидејќи најголемиот дел од барањата се исполнуваат. Единствено, оно што го имаме како информација е дека тие стандарди ќе бидат со многу високи цени, така да доколку некоја компанија, ако купувачот, значи побара од компанијата да располага со еден таков стандард, финансискиот дел ќе биде проблем, посебно сега во ваква состојба кога финансиите на компаниите се намалени. И тука, еве, како текстилен кластер, ние ќе се обидеме за оние компании кои што би сакале да воведат таков стандард, да обезбедиме одредени средства или од доноски проекти, а воедно ќе разговараме и со Министерството за економија, за програмата за поддршка за воведување на социјална одговорност, ја прошириме и на овој делот за хигиена и заштита при работа. Да, ово се веќе вклопува со наредното прашање, значи дел од овие активности на текстилниот кластер што ќе превземе во оваа насака. Дали тој кој што го спомнавте стандард веќе ќе биде офатен и со законска рамка или сега за сега е се уште рано? Не, сега за сега, значи тоа е стандард кој што нема да биде во законска рамка, но ќе биде на задолжителен, дали ќе биде? Да.
Нема да биде задолжителен, но ние предвидуваме дека нели самите купувачи во насока на нели таа општествена одговорност ќе преферираат компаниите да имат воведено таков стандард или да покажат дека се одговорни во тој дел. Тоа значи нема да биде класичен стандард, туку ќе биде она исполнување на мерките за здравје и хигиена на вработените и со тоа ќе се добива, ќе се врши како аудит од страна на соодветни контролори и на база на тој аудит што ќе се изврши, компаниите ќе се здобијат со документ дека ги задоволуваат условите и барањата на тие стандарди. Предпоставувам дека овој за стандард за кој што говорите сега во Македонија се уште рано е да се имплементира, меѓутоа дали имате сознание дека во некаде во соседството веќе има ваков имплементиран стандард? Немам конкретни информации заради тоа што ово е релативно нов стандард и во форма на развивање. Значи, инициране од сертификациона куќа која што нели сака да им излезе во пресред на оние производители кои што сакат нели да покажат пред своите добавувачи дека ги исполнуваат тие услови. Првенствено можам да посочам дека идејата за овој стандард и примената е за овие што се туристичките и угостителски сектори, нели поготово сега кога е актуелно ова летната сезона и користењето на тие објекти, претежно тука е акцентот. Но и компании од текстилната индустрија доколку сакаат нели да го потврдат својот ангажман во тој дел, кој што нели рековме дека секако тие ги имаат исполнето тие услови према работниците и во однос на сите мерки кои што беа посочени, може значи да се добие и за овој сектор. Дали тоа значи дека со овој стандард, што малку ќе се задржиме за овој стандард, за да го појасниме малку, дали тоа значи дека овие веќе восстановени стандарди, тоа е онаа социјалната дистанца, тоа е задолжителната дезинфекција, задолжителното носење на заштитни маски, веќе добива некое повисоко ниво на дисциплинираност и дали странските партнери, односно инопартнерите, веќе ќе ги бараат како еден задолжителен ракурс за евентуална нивна комуникација и соработка. Значи, како што кажа, во моментот ние немаме такви барања од странските купувачи, но сакаме да бидеме подготвени и во тој дел и да може да излеземе во пресред доколку биде побарано од нив. Пак ќе кажам, имањето на некој стандард за компанијата не е само за да ги задоволи барањата на купувачот, туку да покаже дека нели дека ги почитува сите оние што се права и барања и мерки, дали се однесува тоа на социјален стандард или во конкретниот случај што зборуваме за стандард за здравје и заштита при работа, значи едноставно самата компанија може да на тој начин преку воведување на еден таков стандард сака да го докаже и да го покаже својата одговорност кон сегашните услови. Што ќе се случува во текстилниот сектор наредниот период и кои активности ќе ги превземе текстилниот кластер? Па наредниот период ќе биде доста тежак за текстилната индустрија. Значи, од самиот факт, прво да тргнеме од неможноста компаниите на нормален начин да комуницираат со своите постоечки клиенти и купувачи, а уште потешко да овозможат контакти со
нови купувачи, така да ќе биде доста тежок периодот заради тоа што во моментот и самото производство е сведено на 50% од нормалното производство кое што компаниите го имаа во овој период, а уште потежок е фактот што скоро ниедна од компаниите со кои што контактирав од нашите членки во изминатиот период нема конкретни најави од своите добавувачи, купувачи за налози кои што би се случиле од септември понатаму. И самите брендови не се во состојба да го оценат движењето на пазарот, потрошувачката, и она како што кажуваат компаниите само се сведува овој период на производство на колекции кои што брендовите би ги понудиле нели на соодветните овие купувачи во странство и се сведува значи на производство на колекции, се бараат висок квалитет во изготвувањето на колекциите, нели за да сега и борбата за пласма на тие колекции е уште поголема. Ние уште кога ја правевме анализата за текстилниот сектор во април и мај, укажавме до владините институции дека поголем проблем очекуваме да се случи кон крајот на годината, бидејќи нема никакви предвидувања како пандемијата ќе проградира, соодветно на тоа и никакви предвидувања како и компаниите ќе се здобиваат со соодветна работа и со налози. Она што сега е актуелно е тоа што компаниите се обидуваат овој период кој што вообичаено околу празникот Илинден беше период за одмор на работниците, овој период се обидуваат да го искористат, да ги завршат актуелните налози во таа форма во која што ги имаат и одморот ќе следи кон крајот, значи во втората половина на месец август. И потоа во септември би се видело кои се понатамошните активности. Инаку во однос на актуелната состојба, да речеме, во текстилните компании со пандемијата и со вирусот кој што се појави во истите, актуелно беше барањето да фабриките што е можно побрзо ги пуштат работниците на годишен одмор. Меѓутоа, тука ние сега како ќе се однесуваат луѓето надвор од работните места во идниот период и со какви мерки и протоколи ќе го применуваат времето за време на годишниот одмор, се зависи од државата и од институциите државни и инспекторатот. Значи, сметаме дека во компаниите, како што посочив, условите и мерките кои што се бараат се воведени на соодветно ниво и се почитуваат и дистанцата, и носењето маски, хигиената и дезинфекцијата. Меѓутоа, еве, сведоци сме дека надвор од компаниите се случуваат некои активности кои што се во прилог на ширење на оваа пандемија. Така да и ние и претходно апелиравме од текстилниот кластер да инспекцијските служби бидат поактивни и да мерките сепак и надвор од работните места бидат соодветно почитувани. Дали тоа значи дека кога ќе заврши годишниот одмор ќе имаме малку по-строги, да не кажам ригорозни контроли при влегувањето на обработените во самите производствени погони? Па секако, тоа ќе треба исто на тоа да се обрне големо внимание за да се спречи уште поголемо ширење на заразата во фабриките. Секако контрола ќе треба да се спроведе, дали тоа ќе се организира, најдобро би било да се организира тоа со државните институции, да се направат контролни тестови, меѓутоа со оглед на целата ситуација и ширењето на вирусот,
доколку тоа ќе биде возможно, бидејќи знаете во тие контроли кои што се правија и со контролните тестови се соочивме, компаниите се соочија со проблем да се чекаше предолго за резултати од тестовите и да работниците, чекајќи ги резултатите, се продолжуваше нивното останување во самоизолација до недела, па дури и по 2 недели, плюс од она што, нели, доколку се добија побрзо резултатите, би се вратиле на работните места. И тука една поголема експедитивност и организираност, како и малце подолгорочна стратегија на самата држава што би правеле во однос на пандемијата и како ќе се справиме во наредниот период. Очекуваме да нејзина активна вклученост во следењето на проблемите во секторот и секако поддршка, бидејќи поддршката секако ќе биде потребна. Ова беше се за овој безмалку половина час. Ние повторно сме со вас во последната августовска среда. Ова беше конец на телевизија Стар под покровителство на текстилниот кластер и USAID, а реализирано од телевизија Стар. Јас можам да ви кажам само чувајте се и секое добро до крајот на август.